Добро утро и добро дојдовте во најновото издание на 24 од Сестрце. Верувам дека и ова утро секако го започнавте со програмата на телевизија 24 вести, ги погледнавте првите вести во 9 часот и веднаш потоа секако следува нашата емисија, а секоја втора среда веќе добро знаете, вие кои што редовно секако дека не следите, дека во нашето студио гостува доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог, и секако со него секоја среда имаме интересни теми на разговор. Верувам дека и со денешното ќе го задржиме вашето внимание и ќе внесеме позитивна енергија во вашиот дом. А зборуваме за позитивните вибрации и хармонијата. Зоран, добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов. Нашите гледачи секогаш ги сакат и ги ценат емисиите кои што ги работиме заедно со вас. Секако вие сте наша редовен и почитуван гостин, кога има потреба за интересни теми и интересни одговори, вие сте секогаш расположен да дадете одговор. Позитивните вибрации, хармонијата е она за што денеска ќе зборуваме. Сите сакаме позитивни вибрации, сите сакаме луѓе кои што имаат позитивни вибрации се во нашето обкружување и секако хармонијата кон која сите итаме преку остварување на нашите желби, нашите интереси, креативноста која што ја имаме и ја вложуваме во себе. Колку денеска имаме позитивни вибрации и хармонија? Па, замислете ова брзо темпо на живење, најголемата скапоценост е да се постигне хармонијата, што навистина не е лесно, од аспект што навистина сме атакувани од разни страни, па и од самите себе си, од многу неправди кои што го зафаќаат човекот и тој има, што се вели, пореметени емоции. И кога се возбудува, кога е под стрес, кога има чувство дека некои нешта не се најдобри, тој е во дисхармонија. Но гледате се, едно е што се случува надвор од нас, клучно е што се случува и што треба да потикнеме длабоко во нас. Затоа што суштината на животот е како да се хармонизираме. Се замислете, може да имам ја премногу пари, може да имам превисок статус, може да имам напредок во општеството, ако немам хармонија длабоко во себе си, што имам? Автоматски не го живеам животот автентично. Но ако ја имам хармонијата, се подразбира дека нештата околу мене се добри. И затоа луѓето треба да итаат кон оној врв, а тоа е внатрешна хармонизираност и преиспитување, што е тоа што ме дисхармонизира. Како да пројавам позитивната вибрација? Од каде произлегува? Или пак зашто превладува негативната вибрација? Кој тоа ми ја праќа? Дали тој што ми ја праќа е човек кој што е незадоволен, фрустриран, не може сам со себе да ги среди проблемите. Јас премногу сум се потпрел на него, очекувам тој да ме свати, тој не може да ме свати, затоа што живее во дисхармонизираност. И тие две нешта се поврзани. Гледате, негативна вибрација, дисхармонизираност. Антипод, позитивна вибрација, хармонизираност. Кога сме позитивна вибрација, кога имаме внатрешен вид на мир, во тој случај ние напредуваме. Подготвени сме за љубов, можеме да бидеме отворени за блиските, напредуваме во работата или пак сме креативни. Едноставно ни се отвара во животот. Затоа треба човекот да размисла за позитивното, ние премногу се натрупавме со негативното. Како да ги поттикнеме позитивните вибрации во нас? Па видете сега, ако се потпреме на оние нешто надвор од нас, е специфично. Не секој живее во хармонично обкружување. Постојат луѓе, како што кажав, се незадоволни, фрустрирани, живеат во недостиг. Не го гледаат тоа што е добро пред нив, ти гледаат тоа што им недостига. Ако ние анализираме нешта што не недостигаат, тие се премногу. Ние мораме да ги концентрираме, да ги забележиме нештата што се добри. Затоа, за да ги воспоставам мирот и хармонијата, морам да бидам отворен за се што е позитивна вибрација наоколу. Едноставно, природа, зеленило, читање книга, креативност, опуштеност, љубов, насмевка, виталност, радост, хармонитет. Значи, сето тоа ако го воспоставам, имам шанси во животот и да ги постигнам позитивните вибрации. Но ако ги гледам неубавите нешта, како тогаш ние ќе напредуваме? Премногу ги гледаме неубавите нешта или некој ни ги пласира, дека не сме доволно добри, дека не сме успешни, дека грешиме, дека нема напредок, дека ќе останеме на маргините, дека каде тоа во општество, дека едноставно тежок е животот, страдање, болка, ограничување, напад, немир, дисхармонитет. И сега ако некој те бомбардира со сето тоа, ти живееш во тој свет. Ти не го знаеш поинаквиот свет. Едноставно се стрепиш, се стегаш, се блокираш, живееш во еден вид на латентен стрес и автоматски не си кадарен да ги препознаеш позитивните вибрации, бидејќи си се научил или ти натуриле да живееш во негативни вибрации. Значи тоа е од надворешната околина, но се може да се менува, а пред се свеста на личноста, кое што треба да се определи за афирмативното позитивното. И на секое не, ние да пристапиме со да. Односно, треба да бидеме реалистични. Некогаш и треба да ги прифатиме критиките и да ги видиме неубавите работи.
Затоа што кога ги гледаш аномалиите, слабостите, можеш да ги решиш. Прво ги диагностицираш, потоа го бараш лекот. Од кога ги отргнуваме потенцијалните аномалии, а не можеме целосно да ги отргнеме, ние тогаш полека и чистени, ослободени од многу болки и страдања, погрешни уверувања, од некои би рекол перцепции кои што се невалидни, ние полека можеме да идеме напред кон животот. Инаку гледате, товарот, емоционалниот проблем овде над нас надвиснат, немирот длабоко во себе си, стравот што ќе биде, а стравот некој ни го продуцира можеби намерно. Гледате, ние се живееме во општество на стравот. Од секаква смисла. Не зборувам тоа дека сега некој политички ни се наметнува и ни предизвикува страв. Доку ние живееме во страв, страв да не ни отида за заштедите, страв дали ќе остане на работното место, страв неверства премногу владеа, да не некој те изневери, страв дали пријателот ти е вистински, страв за екзистенција, страв за здравје, страв за многу нешта во животот и некој ти наумува да живееш во стравот или ти ја прифаќаш матрицата на стравот и ти си стегнат блокиран. Едноставно ние мораме да се ослободиме да не ги гледаме премногу црните нешта. Тие и онакав се присутни. Да ги видиме убавите нешта. Што е поубаво нешто? Природа. Отидеш, прошеташ, се одмориш, прочиташ некоја книга, се релаксираш, гледаш некоја документарна емисија или па гледаш некоја телевизиска програма што те надополнува, контактираш, комуницираш со луѓе кои што те почитуваат и даваат позитивна енергија. Си го извршиш ритуалот, ритуално пиење кафе без брзање, без трчање, без форсирање. Време за себе, мигнување, концентрација за тоа што ме чека, фокусирање на убавото нешто, визуализирање на тоа што сакам да го видам, концентрирање кон она кој што ме облагородува. Што треба да го, како тоа да го постигнеме? По една тетрадка да земеме. Не мораме ние да го преоптовруваме умот. Нашиот ум е презаморен од разни нешта. Тетрадката. Во тетрадката запишиш како методи. Што сакам да постигнам во текот на денот? На што треба да работам за да не ме зафати негативната вибрација? Преиспитување од каде произлегува негативната вибрација. Со некоја личност имаме проблеми, не можеме да се објасниме и ние грешиме некогаш што него му лепиме некои нешта, но запишеме. Каде е спорот, каде е проблемот? Демек не излегува со мене. Јас постојано те викам, а ти не сакаш. Ти ќе си запишеш во тетрадката. Сега, јас и тебе ти кажав, тогаш и тогаш да излеземе, ти не можеш. Запиши си, не и кажувај на личност. Втор пат, повторно ти ќе се понудиш за да излезете, таа тебе те игнорира. Запиши у тетрадката. Ќе дојде утре проблемот, кога ти го експонира и кога ти вели, ти ништо не прави за мене, ти не излегуваш. Тетрадката. Доказ. Зашто? За да не доаѓаме во ментални расправи, во било кој концепт. И во работното место исто тоа ќе го направиме. Што се очекуваш од мене, тоа и тоа. Што треба да исполнам, тоа и тоа. Исполнуваш, запишеш во тетрадката, го приложиш. На луѓето веќе им требаат факти, јасно видливи нешта, бидејќи се презаморни со умот или самите праваат конструкции и ги напаѓаат другите. За да не бидеме напаѓани, ние мораме да им приложиме, за да овие кои ќе видат утре не туку така нас не атакуваат. Затоа што дојдовме во ситуација на превласт. Емоционална, психичка, ментална и борба помеѓу луѓето надпревар. И затоа луѓето се во дискармонизираност. Прво, затоа што имаат проблем со себе, со своите очекувања. Сега ако имам високи очекувања, не ги исполнувам, како да бидам задоволен и среќен. Едноставно барам утре да ми се случи, а ги нема предусловите тоа да ми се случи, се дискармонизирам. И второто, другите луѓе не напнуваат. Премногу очекуваат од нас, дури во ситуации кои ние тоа не можеме да го исполниме. И се тие незадоволни, фрустрирани зашто се во недостиг и нас не изместуваат. И во тој случај мора да се биде реалистичен, иако овде ќе ви проговорам нешто и за умот, како категорија на вредност, како ние да се движиме кон целта. Секако. Ние сме тука секако и за гледачите кои што не следат, во втората половина и тие ќе имаат место за своите прашања. Книгата Заштита од злото и негативните вибрации веројатно дека може да даде многу одговори кои што можат да влијаат на позитивните вибрации и хармонијата да ја воспоставиме, да знаеме како да се оттргнеме од сето она што создава немир во нас и негативни вибрации, сето она што го втерува злото кај нас. Меѓутоа, доколку човек се наоѓа во хармонија, зошто свесно напушта хармоничен простор, зошто одредени луѓе, кога нешто веќе го имаат создадено, хармонично, цврсто тло, бегаат од него? Така е, Сања. Значи, некои луѓе едноставно како да се научени на некој немир, на некој вид на мазохизам, психолошки мазохизам, да страдаат. И сега замислете, животните патики се јасни, да не се лажеме. Човекот кој работи на себе, кој има себе спознание, кој има висока свесност, кој знае што сака, кој не зависи од никого, кој се гради себе си, тој на крајот излегува на површината и на патот. Се е метод, се е работа. Значи, убаво кажавте. И оваа книга многу помага, само човек треба да земе да прочита, односно не да прочита, да чита константно.
Затоа што ние сме нонстоп со негативни вибрации, не можеш еднаш да прочиташ и да оставиш, туку да си надополниш и да земеш тетрадка и да си извадиш од книгата поенти. Тие поенти да си ги читаш кога ќе одеш во криза и ти да те надополнат. Тоа на пример кај кинезите не само кај нив има лепење на што се вели на вратите. Одредени мисли како проаѓа ги гледа ги чита и тие му се вселуваат. Повторно излезе некоја друга врата, друго прочита. И тоа му останува. Значи, зашто ова го зборувам? За да потенцијално сватиме што нам ни е потребно, а не колку другите нас не надополнуваат и колку ни придонесуваат и колку тие ги хармонизираат нештата и зашто се во дисхармонија. Значи, гледате, се преокупирам со другиот, вечно живе во незадоволство или сега видел светлина, видел љубов, видел хармонија и ние се чудиме зашто бега од таа љубов, хармонија, од блискост, од една поврзаност, посветеност, оди во некој вид на хаос, во дисхармонитет. Дали во неговата матрица живее хаосот? Па тој моментално се свртел кон редот. Значи редот да бидеш во еден однос, да имаш разбирање, да имаш посветеност, да градите семејна заедница, да ви биде убаво, да речеме некој што е у брак, да ги градат децата, тие да напредуваат. Колку денеска одат во еден хаос. Не знам какви анимир дами, не знам каде трошат време по кафаните, не знам со пријателите, не знам облажувалниците, не знам се, а не дома во редот, докато оди во хаосот. Дали неговиот ум е асоциација на хаос, кој што природно го повикува хаосот надвор од себе? Затоа што гледате, ако некој живее во редот, во рамнотежа со себе, во хармонија, тој зашто би одел по хаосот? Нели, кон дисхармонитетот, кон еден вид на лажни вредности, кон ниските страсти, зашто би одел? Значи, внатре не е среда, не е хармонизиран. Тој го има проблемот длабоко во себе си. Првото решение за таквиот поединец е да работи на себе. И се гледате каде ние грешиме. Се ние во водава сакаме нонстоп да дотураме нова и нова вода, а таа протекува од некаде. Како ни дотураме таа истекува. И ние никогаш не можеме да му надополниме чашата вода на таквиот поединец кој што константно го истекува она што ние му го дотураме. Ние му дотураме внимание, радост, хармонитет, љубов, посветеност. Не му дотураме, ама тој има некоја слабост, тој не се концентрирал на тоа, туку сето тоа му истекува. Ти му дотураш тоа му истекува. Ти ја трошиш енергијата, ти го трошиш времето, ти ги трошиш емоциите, ти ја трошиш среќата, ти го трошиш се тоа на кое што тебе та натополнува со желбата ти да му дотираш да свати тоа да се исполни. А кај него е слабоста. Он дозволува тоа да протекува. Што е задачата на таквиот човек? Да застане да рече: чекај сега, јас имам проблем, мене ми истекуваат работите. Ми истекува енергијата, ми истекува страста, ми истекува вниманието, не ја концентрирам љубовта. Јас сум проблемот, не ми е проблемот другиот. Затоа секојаш треба ние вината прво во себе да ја бараме, да бидеме самокритични. Некои луѓе не се самокритични, константно ги обвинуваат другите. Општеството, другиот, на работното место, околината, пријателите, сите му се виновни. Минатото, родителите, а не гледа дали е самиот виновен. Значи, тој поединец кој што е во дисхармонитет, кој што бега од хармонитетот и љубовта, го има проблемот со себе. Тој мора да застане, што се вели, да ги стабилизира нештата, да не дојде во пропаст. Затоа што кога тебе нештата ти истекуваат, ти едноставно не живееш во еден мир, живееш во еден немир. Треба да застанеш да видиш дали таквиот стил на живење тебе те облагородува. Не може да ве облагороди дисхармонитетот и хаосот. Како што кажав, трчање по пари, трчање по статус, по секоја цена да стигнам нешто, не водење сметка за емоции, за поставување на семејни вредности, не ја гледаме љубовта, не сакаме да бидеме со блиската личност и не за ја држиме на маргините. Кога ни треба доток на вода, ја повикуваме. Таа личност треба да ни даде љубов, внимание, нежност, посветеност. Кога ние пак си го сакаме хаосот и така наречениот неред, ние трчаме по нередот. Ќе идеме во нередот, ќе се истоштиме, ќе се измориме, повторно повикуваме личноста да не дополни. Знаете ли ова колку го има? Па тој на работни места го има, во семејни односи го има, во пријателства го има, во љубов го има. Па едноставно луѓето премногу се навикна на дисхармонитетот, на што се вели на тој хаотичен начин на живот. Се зашто е хаотичноста? Тука можам многу да ви зборувам. Што се вели од космолошки аспект, може да третираме нешта од онтолошки, екзистенцијален, од тебе од општествен аспект. Затоа што гледате општествената ситуација е хаотична. Немир, се над нас е надвиснато со еден вид на чувство на неисполнетост, на страф, на кочница, на блокираност. Кој го зафаќа тоа? Поединецот. Го зафаќа не еден поединец, мноштво на поединци. И се некои луѓе малку од малку со љубов, со посветеност, со емоција, со чувствена ветрина, се губат во сето ова, бидејќи наидуваат на поединци кои што водени од матрицата на хаосот, на дезорганизираност, на еден вид на дезориентација, водат се кон бездната. Но и на тие личности, понекогаш гледате им е потребен наплив на некоја позитивна вибрација.
И тие се многу итри, знаат да се приспособат, да придобијат. Кои ќе ја придобијат, пак ќе се изгубат. И затоа луѓето се разочарени и се чувствуваат изневерени, бидејќи велат константно даваме, константно се трошиме, константно очекуваме, но ретко ни се дава, освен кога на некого има некоја потреба. И во тој случај и моралот-етиката дојде во крајна линија. Но знаете, Сања, ви убаво кажавте, се е работа, се е концентрација, се е фокус. Проблемот ние го имаме со себе. На крај не го имаме проблемот со човекот што ги излева работите. Тоа е таков како што е. Ние зашто се лепиме и ние не ја сваќаме ситуацијата. Ние мора да имаме спознавачка енергија. Првото прашање е со кого си имаме работа. И второто прашање кој може да биде прво, а тоа е во каква состојба ние се наоѓаме. Зашто нам ни се случува тоа? Да ние немаме мир, хармонија со себе заради некој од надвор од нас кој што не дисхармонизира. Првото прашање и главното е, дај да најдеме начин како ние да се средиме, да се стабилизираме, па ако е наша лична желба некому да му дотураме, а не при тоа дотурајќи му ние се дисхармонизираме, затоа што гледаме дека не ни се цени, не ни се возвраќа. Ако бидеш хуманиста, алтруиста, ако бидеш жртва, биди до крајот и прифати улогата на жртва. Потоа не се жали. Но ќе видиме ние овие прашања ќе ги доотвориме и понатака, затоа што еве сега и со овие книги што јас сега ги пишувам, токму тие прашања се актуализирани. Поттик, мотивација кон себе развојот. Кога си има себе си, кога знаеш што те исполнува, кога ги забележуваш нештата, кога не живееш во илузијата, има шансата. Инаку, позитивната вибрација ни се одлева за жал и нема, што се вели, вечен вртлок на енергија кој што нас ја надополнува. И нам ни треба одредена позитивна вибрација. И ние сме суштества кои имаат потреба некој да им даде, а не само ние да даваме. А сите оние секако кои што сакаат да примат многу знаење, да читаат книги, следува мини сајмот на книга од 15 до 21 јуни во Сити Мол. Зоран, и вашите книги секако дека ќе бидат таму изложени и ќе можат да бидат купени од сите оние кои што сакаат да се надополнат со знаење. Сања, таму ќе ги има на штандот на култура, со која соработувам, со таа издавачка куќа константно соработувам. Таму книгите се поевтини. Значи, скоро 20%. 20% се фактички поевтини овие неколку книги. И астролошки патокос и моќта на умот, моќта на срцето. Зашто се поевтини и зашто се овозможува? Конечно луѓето да почнат да вложуваат во духовната храна. Не е хамбургерот побитен, не е таму тој газираниот пијалок, не е она што ние го фрламе, го трошиме и на крај ништо не ни останува. Дај да вложиме во себе, вложувањето еден ден се исплати. Земање книга која што е практична, корисна, баш за ова секојдневно живење, запишување на поенти, ставање на хартија, кога си во криза, читај, еден ден ќе се облагородиш, ќе ти се испере се она матно кој некој ти го ставал. Да. Ние тука ќе направиме на кратка пауза, секако ќе ги поканиме гледачите втората половина на денешната тема да бидат дел од 24 од Сестрце. Погледнете ги рекламите и секако понатаму продолжуваме со позитивните вибрации и хармонијата. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се враќаме во втората половина од денешната емисија на тема позитивни вибрации и хармонија. Двете телефонски линии 026091924 026091925 од овој момент до крајот на емисијата отворени со нас во студиото доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. Зоран, зборуваме дека луѓето, имајќи ја хармонијата, ја напуштаат, бегаат. Зашто некој пак од друга страна не може да ја препознаат хармонијата и зашто не може да го препознаат редот кој што го имаат во својот живот и кој што имате обезбеден и овозможен од сите оние кои што се наоѓаат околу нив?
Видете, Сања, тука матрицата треба да бараме многу поназад. Прво, во каква социјална средина растеле, во какво семејство се подигале, како ги советувале, што се случувало, колку се исполнети и реализирани во животот, каде се низ призма на нивната страст, нивниот нагон, нивниот разум, нивната емоција, нивниот дух. И сега гледате, ако живеле во дисхармонично семејство, кај што немало ред, тој се научил на нередот. И тој така си ги живее нештата, иако потајно посакува да има ред, посакува хармонија, посакува блискост. Но гледајќи ја таа ситуација на домашни непријатности, тој несвесно ја пренесува. Второ, може нереализиран во работата, па има цел нешто да постигне, да биде амбициозен, да оствари некои цели кои што се надвор од семејната заедница. И во тоа сака да се докаже како успешен, како моќен, како способен. Може би го тераат парите. А во тоа ги гледа целите. Едноставно се жртвува за потребата телесно или пак предметно да се изреализира. Материјално, а тука се паѓаат чувствата, емоциите. Значи, има многу прашања, еве да видиме со гледачот, да не чека. Да дадеме предност на гледачот кој што не чека на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Добар ден, ве поздравувам и ве пожелувам се најдобро, стално ве пратам 24. Исто поздрав голем до господинот Зоран Крстевски. Јас доживувам една голема семејна драма. Би сакала, ако може, да се видам со господинот Зоран Крстевски. Секако дека може, по завршувањето на емисијата ќе се јавите и ќе го добиете контакт телефонот од нашиот редовен гостин, па може да воспоставите контакт. Дали имаме гледач на другата линија? Фала ви многу, пријатно. Пријатен ден. Дали имаме гледачи на другата линија? Немаме. Видите, Сања, и тука се... Сепак имаме некого на линија, се извинувам, дали се слушаме? Да. Повелете во програмата. Добар ден. Па вака би сакала да го поздравам гостинот и важно да кажам дека вака има широко познавање и тоа. Ви благодарам, доколку само поздравот беше упатен до нашиот гостин, ви благодарам, секако тоа многу ни значи, имајте пријатен и позитивен ден. Видете, Сања, па еве и гледачите нам што постојано ни се јавуваат. Доказ дека има луѓе со позитивни вибрации, луѓе што ценат, што респектираат и што сакаат да итаат кон духовниот развој. И да се борат секако за да добијат и да задржат хармонијата и позитивните вибрации. Ќе ве прекинем овдека затоа што имаме повторно гледач на линија, да чуеме кој ни се јавува. Ало? Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден. Поздрав до емисијата и до прекрасниот човек што седи пред вас. Се јавувам од Емирхисар, од едно село, па разбрав дека книгите ќе бидат сложени во Ситимол, меѓутоа јас не можам да дојдам во Ситимол, дали постои начин да ми се испрати една книга во село Мренова, Емирхисарство. Да, ќе исконтактираме после емисијата. Да, после емисија секако може да се јавите, да го добиете бројот и да се договориме како ќе се испорача книгата. Ви благодарам за јавувањето, поздрав за вас и да сите од Емирхисар, но повторно имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Најпрвен поздрав до гостинот и ненадмашење во секој случај. Овде Вера од Скопје. Јас би сакала да се осврнам и на неговите книги. Имам 5 прочитано и можам да предпоставам дека можам да зборувам за опусот на неговото творештво. Да, само накратко ќе ве замолам да можеме да продолжиме. Па, знаете што, јас ви препорачала да барам една, ако не повеќе, ова последна заштита од злото и негативните вибрации, затоа што навистина оној што сака да биде, да биде духовно богат, кој што му е дојдено до етиката, до доблества, би требало да ја прочита оваа книга, затоа што може многу да научи, многу работи може да ги свати, што дотогаш и може би не знал дека се такви како што ги гледа. Исто така би сакала да кажам дека многу брати треба да се научат од него, затоа што секоја емисија што ја гледам, станувам се побогата и духовно, и етички, морално, така затоа ги препорачувам посебно оваа книга. Ви благодарам што секако ги читате книгите.
Ви благодарам што ги читате книгите и што вашето искуство од нив го пренесовте на останатите гледачи кои што не следат. Верувам дека и тие по вашите стапки ќе ги земат сите книги и како што и вие рековте ќе ги следат нашите емисии за од емисија во емисија да бидат побогати. Уште една сугестија би имала. Вашите емисии со доктор Зоран некако многу кратко трајат. Он има многу што да каже и да ви кажам сите со задоволство ја гледаме емисијата и со нетрпение чекаме секоја втора недела да го давате. Дали може тоа да биде почесто и дали може да биде тоа подолго? Секако дека ќе го разгледаме ова ваше барање, аз ви благодарам што имате такво мислење и што емисиите секако со него ви се кратки, се надевам дека ќе имаме можност за подолго дружење со доктор Зоран. Се добро, се најголо пријатно. Поздрав. Видете, Сања, луѓето ценат, се респектираат, пак ќе кажам. Ја затоа настапувам. Има луѓе кои што се негативистички ориентирани, има материалистички ориентирани, па им пречат емисии во кои што се потенцираат духовниот развој, себе со гледбата. Така што еве јас и налетувам на некои кои што ќе лепат некои си тамо на YouTube емисии со грешки, обвинувајќи за нешто што не го познаваат, а кое што е јасно видливо. Но тоа е работата на луѓето со негативната вибрација, да наштетат, да напакостат, да најдат некоја слабост која не е слабост. Туку е нивно непознавање на нештата. Нашата задача е да твориме. За кого? За добриот човек. За вредниот, на кого му треба позитивна вибрација. И сега гледате, ја може да не одам по емисии зашто да се создам непријателства. Да ме мерат од која страна сум и тие што мислат дека не сум од нивната страна да ме напаѓаат. Јас сум на страната на народот, на обичниот човек. Затоа ги пишувам книгите. Да служиме на доброто, на позитивитетот. Тоа е определбата, а не да стоиме на страна што се вели на мира да го пиеме своето кафе и да не интересира. Интелектуалци сме, мудреци сме, се знаеме, ама што има да му кажувам на народот? Не, излези. Ќе ги прифатиш критиките ако се добронамерни, така ќе се развиваш. Оние кои што се недобронамерни, ги игнорираш, не те интересира. Затоа во животот е клучно вложувањето, инвестирањето, терањето на својата должност и мисија, бидејќи има луѓе кои тоа го ценат и на кои тоа ќе им помогне. Да. Имаме повторно гледачна линија, да чуеме кој ни се јавува. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да ве поздравам, гостино да го поздравам многу и да прашам каде би можело да се набават книгите негови. Ви благодарам за јавувањето. Секако книгите ќе може да се набават и на престојниот саем, на мини саем на книга во Сити Мол од 15 до 21 јуни, меѓутоа и во останатите книжари низ Македонија. Да, таму саемот од 10 часот до 22 часот ги има на штандот на култура, но ги има и во култура, во Табернакол, во Топер, во Или, го има на плоштадот Антикварница број 3, кај што малку се поевтини, тоа го напоменувам за оние кои што ете име битна и тој мал денар да го зачуваат. И ги има во Струмица, во Охрид, ги има во Битола, каде што премногу се читаат книги, осебно моите. Имаме повторно гледач на линија, ќе се чу. Ало? Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден, поздрав до емисијата и до гостинот. Ви благодариме. Значи, би го замолила гостинот вака, како да научи човек да ги постави границите, да знае да каже, кога да знае да каже не и доста е. Затоа што кога се наметнуваат безброј обврски врз еден човек, се така наречено се буквално злоупотребува, нели, со работни обврски, еве конкретно да речеме, фрустрациите стануваат големи, а начинот да се каже доста и до тука може да се толерира, сигурно постои начин за такво нешто, нели? Колку е можно, дали може да се каже не и како да се каже не на предпоставените, например, кога се злоупотребува работникот, се наметнуваат безброј обврски, а тој ги прифаќа, исполнителен е... Да, го разбравме, да. Јас извинувам што ве прекинувам, разбравме суштината на вашето прашање, ќе дадеме одговор. Со времето сме кратки, имаме уште многу малку. Поздрав до вас, да чуеме што следниот гледач кој што е на линија ќе постави за прашање и дали има само може кус коментар. Добро утро. Или добар ден. Повелете во програма сте. Да, ве слушаме. Ме слушате, многу голем поздрав до гостино. Јас се овам од Прилеп, бев на една негова промоција и толку се одушевив, а и се најдов во неговата книга, како сестра, мојот брат беше сам и почина во моите раце. И последна капка солза му капна и тоа многу убаво ги скоментира Зоран, дека тоа е една благодарност на личноста која последен пат останува со саканиот.
Ви благодарам за јавувањето и за она што го споделивте со нас и со нашите гледачи. Зоран? Видете, Сања, треба да се подаде рака, треба да се помогне, треба да им се овозможи на луѓето. Зашто да не се биде хуман, алтруистичен со позитивна вибрација? Верувајте, човекот, знаете ли кој е најнапаѓан, најомразен? Човекот кој што ја зборува вистината. Значи, никој не е понапаѓан, поомразен на тој кој што ја говори вистината. Но тој мора да говори вистината и мора да биде добар и мора да придонесе и мора да шири позитивна вибрација. Негативците чекаат да те фатат на грешка, чекаат да ти напакостат, чекаат да ти натурат како на почитуваната гледачка обврски, работа, товар, но наша задача да подадеме рака. Зашто да не подадеме? Не знаеме утре кој како ќе ни возврати. Космосот ни возвраќа, енергијата ни возвраќа. Едноставно човекот мора да биде и хумано суштество. За жал, егоизмот преовлада, ниските страсти, потребата за многу пари, неводење сметка за општо добро, уништување на екосистем и ред други аномалии кои се надвиснаа. Зашто? Затоа што некој човек не е среден со себе си, е во дисхармонитет, во одреден хаос. И како тој да ти направи тебе ред, кога он сам со себе го нема редот, кога е изместен, кога е нервозен, кога е под стрес, кога не знае да си го води животот, кога некој друг го води, кога страстите го преовладуваат, кога егото му е премногу мокно, кога од другата страна не е реализиран во поглед на срцето, на емоцијата. Во тој случај што ние да очекуваме? Но овде, еве, повторно да слушнеме гледачот, сакам да ви асоцирам и овие на работните места, зашто го прават тоа што го прават. Да чуеме предходно кој ни се јавува на телефонската линија. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете Овде во гледачка ваша. Ве слушаме, повелете. Поздравувам доктор Зоран Крстевски. Би сакала, не со денешната тема, би сакала, ако може докторот да ми каже кој хороскопски знак е. Кажете го Ако може да знаеме во јавност. Не, јас кој знак сум. А вие кој гостинот кој знак е? Да, доктор Зоран. Ви благодарам за јавувањето. Сум во знакот на лав. Сега лавовите се директни, не служат никогу, не се полтронски ориентирани, држат до себе си и пред се до сончевата енергија. Тоа е димензија на светлина. И мора да се осветлува патот. И тука нема страшливост и нема стоење над страната. Ти терај си ја мисијата, тој што има уши ќе слушне, тој што има очи ќе види. Секој не може да види, тука да бидеме илузија. Секој не може да почитува. Затоа што е така скроен, тоа е со негативна вибрација. Не може да види убавото позитивното. И Спасителот Исус Христос има кажано. Тој со негативната, нечестивата енергија, тој не може да прави добри дела, бидејќи ќе си го раздели своето царство. Тоа е по негативното. Овој кој е по доброто, него го гледаме по делата. Делата кои се? Книгите, настапот, димензијата на позитивното, ширењето на таа вибрација. Тоа е придонес. Тоа е пределба да ние во животот оствариме некои дела, а не само да гледаме за себе и тука да се подхраниме. Но на крајот треба да ги отврлиме илузиите дека општеството, институциите, естаблишментот ќе поддржа такви поединци. Те имаат сосема друга иницијатива. Имаат да го затупат народот, да му ги замъглат неговите визии, да го водат и креираат она како што нив им одговара. На интелектуалците врвните, на филозофите, задачата им е да го просветлат народот. Да му дадат една поинаква димензија на свест, на себе спознание, за да човекот си помогне прво на себе да биде среќен, хармонизиран, а утре со тоа ќе придонесе и за семејството и за општеството. Во тој контекст јас правам емисии и во една скопска телевизија, АТВ, секој четврток од 20 часот од 21:30. Значи 90 минути вакви теми се опфатни. Плюс моите емисии ги има на YouTube и се едни од најгледаните. Зашто? За да придонесеме, за да дадеме една добра визија, за да потикнеме надеж кај човекот, затоа што гледате од едната страна депресија, меланхолија, немир, страв, тензија, притисок. Тај да му дадеме нешто позитивно. Затоа ги правиме овие емисии. За кратко ни е времето, ама затоа еве ја се определи во една друга телевизија многу поофатно да зборувам. Одам и по радијата, сега не ги спомнувам. Каде исто така го ширам сето тоа знаење. Така што има луѓе водени од неразумното и од злото и од негативноста, ќе наоѓаат слабости. Но и кога наоѓаат слабости, не наоѓаат со факти, туку наоѓаат со некој умисла да ти напакостат. Да се напакости. Но гледате, Сања, се колку има време. Имаме кратко, само ако може и на гледачката кој што претходно се јави накратко да кажеме како да се каже не, до тука одам и тука е границата. Во оваа книга е детално објаснато заштито злото и негативните вибрации, пристапот да и не. Значи тука може да прочита, но еве вака накратко за другите гледачи. Поентата во што е? Што на луѓето ги стегна екзистенцијалниот немир или страв.
ако го загубам работното место, каква ми е иднината, што ќе се случи со мене, немам каде. Од другата страна, разни мокњаци, поддржувани од други мокњаци, ги имаат уздите на владење и во компаниите и во колективот и се така речено заштитени. Тие, бидејќи се заштитени, го експонираат своето его, својата суета, својата желба за доминација, секаков начин ги потиснуваат малите обични луѓе што не се заштитени. Во ова наше општество, за жал, најнезаштитени се слободните луѓе кои што размислуваат со својата глава, кои што итаат кон општиот придонес и кои што при тоа не се членовите. Членовите имаат шансата или надежта, кои ќе дојдат нашите ќе видат овие другиве. Од другата страна, се додека се нивните, тие се делумно заштитени. Не сите, ама одредени мокници се заштитени. Автоматски, на основа на тоа, тие добиваат моќта и силата да ги манипулираат, да ги владеат обичните луѓе незаштитени и на тој начин да им вршат мобинг. Овој, бидејќи ја нема заштита, таа екзистенцијално е загрозен, нема каде, мора на некој начин и да слугува. При тоа, му се вршат фрустрации или му се предизвикуваат, му се вршат притисоци, го стават во ситуација ако не го направиш тоа и тоа. Еве го имаме тоа, гледате сега и во овој сегмент на образовните институции. Ако не легне со мене, ако не ме потпишеш ова и ова, ако не ми го исполниш ова и ова, ќе те снајде тоа и тоа. Зашто луѓето тоа да го прават? Ради горчина во душата, ради некоја фрустрираност, заради немир и заради определба кон негативните вибрации. Најклучниот аспект е да немаме фанатизми, туку да имаме пристап да му дадеме на човекот шанса да се изрази. Тој ако е среќен, задоволен во работното место и работната организација ќе напредува, а не да го притискаме, а го притискаме заради некои фактори, или е незадоволен во домот, или растел во такво семејство, или е несреќен со себе си и така натака. Ова е сигнал дека веќе мораме да завршуваме. Јас, Зоран, ви благодарам за денешното гостување. Се надам дека бевме од корист за гледачите кои што денеска одлучија да бидат со нас. Се надевам се. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте и бевте со програмата на телевизија 24 вести. Останете на 24 секако 24 од сестрце, гледајте ја повторно утре во 9:15.